dragi gosti od Francja, od Serbia, od Makedonija. I blagodaram što dojdete ovdje zajedno da se podsjetime na Minatoto i da i začuvame spomenike. Pred točno 100 godini, na 15. septembri, tuka započalna pobnemiškata ofensiva i probivot na makedonski front, što na zapad dovede do berzu pod si šuvanje na Imjereto od 11. novembri istata godina. Ova stranica od historijata na Makedonija je del od evropskata historija, a gradot Bitola, kako i gradot Verdan, ko čuva francuskjot vojenkerst, bo znak na počitkom skradnjanata na lokalno to naseljenje. Dneske gi posjetime mestata, što gi čuva spomenike na našето zajedničko minato. Posakuvam uspešno da se razviva historijski turizam vo Bitola i vo Novaci, poznak na počitkom minatoto i kon lokalното nasledstvo i da sozdavame novi verski pomeđu našite dve zemlje. Vi blagodaram i vi posakuvam ubav saboten den. Септември 2018 година. Точно 100 години од пробивот на Добро поле од страна на силите на Антантон. Со тоа, таа битка што се случила на денешен ден е почетокот на крајот на Првата светска војна. Многу историчари ова е сметан за пресудна битка. Затоа што после 15 дена на 30 септември Бугарија веќе потпише примири и веќе се надвираше крајот на Првата светска војна. Затоа денес, заедно со пријателите од Франција, од Србија, ќе го посетиме местото Добро поле, каде тој настан се одигра точно пред 100 години. За важноста на Добро поле говори самиот факт бројот на посетители моментално кои се и во Битола, а и настани се одржуваат и од другата страна во Пожарска во Грција. По моја претпоставка околу 300 до 500 луѓе во различни групи ќе посетат таа локација. Се надевам преку овој настан како прво сакаме да му дадеме почит на сите жртви на македонскиот фронт и на воените и на цивилното население кој загинало во голем број. А исто така екскурзијата е во насока на поголема промоција на Марио во областа на меморијален.
добро поле, травица, значи врвот лесно може да го очите, 1682 метра. Добро поле е во десно. Значи крајно карпестиот дел е Сокол, некаде добро поле иди зад ридот, значи долу, на 1800 метри. Доколку некој од вас има двоглед или апарат со добар зум, таму се гледа на тој врв кај Макчалан. Ако зумирате добро, ќе се гледа капелата. За време на Првата светска војна, значи ќе почнеме од 16-та година, I will say it again in English, so excuse me, only fun. За време на Првата светска војна, значи по голготата на српската војска низ Албанија, островите Крф и кога повторно се формирал Солунскиот или Македонскиот фронт, а бугарската војска врши напад во делот кон Лерин. Месец август. После тоа иди битката за Корничево и битката за Камакчалан, која што се смета за продолжение. Значи Камакчалан, погледате каде. И по освојувањето на Камакчалан од страна на сојузничките сили, битките се префрлиле долу кон Црна река. Значи Црна река поминаве или позната како битките на завојот на Црна река. Околу селата Скочивир, Добровени, Кременис. На 18 ноември силите на Антантата влегуваат во Битола, централните сили се повлекуваат кон околните планини, значи на Пелистер, и од прилика така останува фронтот до пробот во 15 септември 18 година. Значи околу Битола, претежно лево и десно по патот по кој што идевме, стоиме на самата фронтова линија, оди натаму и тој кај што гледате карпестиот дел, сега малце дека матно не се гледа, на крајот е Сокол, од Сокол е лево кон Добро поле, Кравица, Козјак, кон Дојран и Орфански залив, Егејско море. На десно до преку Битола, значи Охрид до Албанија, Јадранско море, Валона. Со постувањето на фронтовата линија која се држала отприлика 2 години, цивилното население, гледате во селата Градешница, Старавина, десно се Бодимирци и Груниште, било протерано од своите домови и им било дозволено да носат само по една торба со себе. Биле однесени, заминале кон Централна Македонија, но како се продолжила војната, храна немало нити за војската, ни за населението. Голем дел од населението не бил добродојден, па се вратиле назад во локалните. Значи, личен пример мој, прадедото Ристо бил регрутиран, значи, во бугарската војска, прабабата останала сама со 3 деца во Градешница. Се вратиле назад, 3 деца и умреле од глад и од болест. По проценка, значи, Србија во тој период, значи, заедно со Варадарска Македонија, има највисок процент на мртви, а по некои научни трудови, селата во Маријево со смртност 60 до 80%. Битола била како град со 25.000 била бомбардирана во период од 2 години со сите можни видови на бомби. Гасни, запалливи, сите можни. Исто од спротивната страна биле бомбардирани села, кои што во тој период биле доста населени. Така се задржал фронтот 2 години и пробојот, значи на 15 септември пред 100 години, се е случил на Добро поле. По пробојот на фронтовата линија, војските настапувале кон Централна Македонија, брзо стигнале до Градско, кој бил главен центар за снабдување, до Скопје, па капитулирала Бугарија. Со тоа се прекинала врската помеѓу Турција и Германија. За брзо време капитулира, значи потпишала примирие и Турција, а потоа и Австро-Унгарија на 4 ноември. На 11 ноември 18 година е потпишано примирието. Во споредба со другите фронтови, Добро поле е неспоредливо помало во број на учесници, број на жртви. На самиот фронт колку што имало околу 1.200.000 војници, толку гинале на битките на Западниот и Источниот фронт. Ама неговата важност во историскиот свет и според многу историчари довело до завршување на Првата светска војна е неспоредлив. Моментално има активности и во грчка страна, има активности, знаете, во Битола, така да голем број на историчари го препознаваат.
reculer, Stéphane. Ah, c'est pas mal. Non parlare, non capito. Zoki, bravo. Attendez, il y a Chantal. Oh, c'est tout, il n'y aura pas Chantal. Hein. Venez Chantal là. Сега да се слушаме. Значи, тука Роберт е Това нещото е војната Кога се појавил на влезот на некој начин со Пламен Продач, они мислеле дека е прскалка за прскање лози. 916-918 со седиште во Дојран. Значи имаме доста добра соработка со Јове и заради тие причини сум денеска овдека. Значи, зошто е карактеристично Доброполе? Че во текот на Првата светска војна, фронтот, стартувајќи од Орфејскиот завет 16-та година, па се до Албанија, е статичен после 16-та година. Значи, на Доброполе, ориентирано, кој ќе погледите на самите флаери што ги имате внатрешната страна, ако некој го има, ако не ќе го поделиме мојот, бројот 30 кај што е. Тоа е ова полето овдека. Километар и пол на километар и пол е ширината, односно должина. Фронтовата линија, иако границата се простира од цртот горе, преку караулата и фаќа лево, односно десно па лево, фронтовната линија била по тој цртот таа страна, на Сокол, горе, односно од таа страна на местото викано Кота, ова е највисоката точка, 1875 метри, продолжува преку Канарите, Несторовата височина, Грчки пост, доаѓа Шејновец го викаат тој рид и Стојанова височина. Овде кај што сме сега, овој целиот рид е Шејновски рид. Тој е Шејновец, овој е Шејновски рид. Овдека е Узунова Канара. Значи што се случува? Бугарите се од оваа страна, а од другата страна после нив се силите на Антантата. Значи, вклучувајќи србите, французите, грчки единици, колонијалните единици и нешто подесно таму нели русите и италијаните. А од оваа страна повеќе да биле стационирани грците. Што е карактеристично, зошто се одлучуваат на овој потек? На овој потек се одлучуваат заради тоа што на ово место никој не очекува. Го видовте теренот, видовте патот, никој не очекува да дојде овдека да направи таков напад. Од друга страна, комуникациите што ги имале, значи, силите на централната оска, односно бугарите, главно биле овдека, видете го патот. Во тоа време немале ни тој пат. Имале од таа страна комуникација и од другава страна, значи од исток и западот и све што е доле од градешница од реката после Старавина, све носеле на раце или на магариња. Значи немале комуникација. Имале многу малце артилериски средства, имале многу малце храна, која што доле се приготвува па се носела овдека, имале многу малце муниција. Нападот е подготвуван 3 месеци претходно, значи требало да се изледи на почетокот на август, меѓутоа не стигнале. Што не стигнале? Значи, од доле од Лутраки, тие што го знаат, значи се наоѓаат подножјето од другата страна, топовите имале домет до овдека. И дале од кометните топови со гранати од 90 км имале домет до овдека. Меѓутоа, целта зошто во два реда напаѓале во прв ред дивизии француските пред се и таму српската Шумадија и втор ред. Кој се направи пробивот на првиот ред, значи пробивот на фронтот, за разлика од претходните тактики, не била целта истите да продолжат. Туку штом се направи пробивот, позадината, односно вторите дивизии да преминат напред и тие да продолжат. Не само да го пробијат фронтот, туку да продолжат до каде може да стигнат додека не бидат запрени, односно да не губат контакт со бугарите. На 14-ти утрото, иако претходно имало нон-стоп гранатирање од таа страна, на 14-ти утрото од сабајето почнувајќи немало никакво гранатирање, немало пукање ни од страна на силите од Антантата, ни од оваа страна од бугарите. Луѓето дори се сунчале, вакво времето било. Седеле и вика што се случи, да не има мир, да не се преогласи крај на војната. И од тие причини биле крајно опуштени. Од оваа страна не се гледа, значи врвот ниже по наше, тогаш го викале флока, односно во терминологијата француски е флока. На тоа место бил стациониран војводата Мишич. Значи тој бил командант на српските две армии. Генерал, да, војвода Мишич. Тој од таа страна
Прво, предлогот, начинот на пробивот да го направат е од страна на србите, до ДСПР прифатен. Второ, дадена му е честа тој да одлучи кога ќе почне нападот. Значи, иако биле спремни, одлучиле. Без оглед што се случува, ако временските услови не се задоволуваат, го одложуваме нападот. Ден, два, три, колку треба, се додека не се створи да имаме добра визуелна прегледност. Затоа што овдека знае за пола сат да се спушти целосно магла. Сабајлето во 06 на 14 генералот Мишич испраќа потворена телеграма по курир, праќа порака до главниот штаб што се наоѓа нели позади. Во превод од француски на македонски би било: испратете 14 офицери и 8 војници. Шифрирана порака која што значи на 14 во 8 часот почнуваме. Чи тоа се случува Сабајлето во 6:00. Во 8:00 одеднаш почнува да врне од гранати. Во флаерот како што стои бројката од 750, значи односно 580 артилериски оружја, тоа се тешките орудија и топовите. Не станува збор за минофрлачи, не станува збор за преку 700 разни артилериски орудија. Наспроти, од прилика 200 што ги имаат бугарите, стргнувајќи од Кравица па се до овој дел према Градешница. И да не збориме со војска која што се од прилика овдека негдека 15.000, таму се спомнува нели официјално 36.000, меѓутоа на целиот потек има многу повеќе. Почнува и во мемуарите на одредени бугарски нели војници што учествувале овдека, кои што учествувале на Кемалчаван, на Црна, на Доранските битки, кажуваат во животот немаат видено таму. Значи буквално има една фотографија каде што нема место каде што сантиметар нема паднато граната. Почнува во 8 часот бомбардирањето и главнината на бомбардирањето се случува од Кравица па се до овој срт овдека горе, кај што завршува со Сокол. Значи, прво и гаѓаат првите борбени редови што се од таа страна на овој срт, после тоа дел од тешките гранати продолжуваат, кога ќе завршат со тој дел тешките гранати, се враќаат назад, лесни топови го гранатираат овој простор. Така да целиот простор бил комплетно покриен, нити резервата да може да дојде, нити овие што се во рововите да поместат. Сето тоа трае до 4:30, односно 5 утрото на 15. Во текот на 14 попладневните часови запираат само половина час. Запираат половина час за да може да се расчисти чадот, маглата, односно прашината, за да може наблюдувачите да гледат и пуштаат ескадрила од авиони да направат фотографии. За видат дали е состојбата таа што е, нели односно што било предвидено. Повратно добиваат информација и гледајќи ги фотографиите дека ефектот што треба да се постигне не е постигнат. Заради тоа што после тоа се спрема да се нападне пешадиски, меѓутоа бугарска артилерија која што била позади, минофрлачите кои што биле непосредно позади сртот, почнува да действува ефикасно и уште во самите ровови англичаните од таа страна им нанесува французите им нанесува и србите кои што биле позадени в големи штети во човечки жртви. Поради тоа, бомбардирањето продолжува веднаш после тоа и трае се до другиот ден. Значи, буквално, негдека 20 часа имаме непрекинато бомбардирање на овој поток. Така да, овие сите грмушки, ако завлезете да ги трнете, све е дупки. Значи, све е ова цело поле изрешетано од таа работа. Што се случува на 15? На 15 веќе во 4:30 почнува нападот. Известувачките, односно разновачките податоци се многу добри. Што од авиони, што заробеници, што нели ги имаат податоците собрано разновачите, оценуваат дека најслаба точка е таа на Доброполската река. Затоа што се спојуваат две дивизии, кои што имаат две различни команди, позадината, односно командата на едните на таа страна, а другите во Градешница доле, кои што меѓу себе комуникација многу немаат, бидејќи се уништени сите комуникации од гранатирањето, и главнината на нападот се случува таму, иако по целиот фронт се напаѓа. Успеваат веќе во 4:30 за многу брзо време, овој сртот што е десно од крајовите, позади возилото, грчки пост го викаат, грчка караула, успеваат да го заземат колонијалната дивизија. Меѓутоа, овие што биде на оваа страна заглавуваат, не успева да го пробијат фронтот. Исто така и десно од нив. Што била целта? Целта била да се заземе тој пост, меѓутоа повторно 17-та колонијална да се врати десно
и да го заземи и останатиот дел десно да спои со Шумадија, за разлика од тоа 122-та дивизија да го заземе овој дел. Генералот што бил на 17-та колонијална оценил дека најдобро ќе биде он да стигне скроз до крај, до Кравица, па тоа што ќе остане позади него да очисти. Тоа му била грешка, затоа што загледал тука имало германски митралези, 4, кои што многу добро си ја знаеле работата, и заглавува тука. Да не биле српската шумадиска дивизија, која што дошла од таа страна, да го заземе неговиот дел, според мемуарите на еден англиски висок офицер кој што бил со српската дивизија како линк, кажува, вика, ако не го направеа тоа шумадиската дивизија, ќе се случеше она истото што се случи 17-та година, кога напаѓаа само европски војски.